Центарот за вработување од Куманово информира дека во тек е јавниот повик до единиците на локална самоуправа кои што се заинтересирани за организирање на јавни работи преку ангажирање на евидентираните невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина. Максимум ангажман кој што може да биде поддржан преку оваа програма е 22 работни дена, со тоа што единиците на локалната самоуправа се должни да финансираат 20% од износот, посочува раководителката на Центарот за вработување Марија Димитриевска. За спроведување на оваа мерка е предвидена финансиска поддршка од 600 денари по работно ангажирано лице на дневно ниво, каде што е вклучен данокот на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување, причината од повреди на работа или професионална болест. Овде треба да биде нагласено дека лицата кои што се корисници на гарантирана минимална помош или па корисници на паричен надоместок по основна привремена невработеност не го губат тоа право, туку оваа финансиска поддршка која што е предвидена преку оваа програма е дополнителни финансиски средства. Евидентираните невработени лица може да аплицираат и за мерката обука и вработување на лица за обезбедување на услуги на грижа во заедницата. И оваа мерка се спроведува со поддршка на UNDP. Обуката исто така ќе се спроведува од страна на верификувани спроведувачи на обука, а се однесува на следниве занимања: асистент за нега на лица со мултиплекс склероза, асистент за нега на лица со Ајцхалмерова болест, палијативен неговател за нега на болни и изнемоштени лица, неговател на стари и немотни лица, неговател на лица со попреченост за испорачување на услуги за одмена на семејна грижа, неговател на деца со попреченост за испорачување на услуги одмена на семејна грижа и личен асистент за лица со попреченост. Обуката ќе се реализира во период од 3 месеци, со тоа што содржи и теоретски и практичен дел. Невработените лица за време на таа обука добиваат финансиски надоместок во износ од 11.000 денари бруто, со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување, причинето со повреда на работа и професионална болест. Невработените лица кои што ќе ја завршат обуката и успешно ќе го положат предвидениот испит се стекнуваат со сертификат кој што е издаден од страна на верификувани спроведувачи на обука и пропишан од страна на Министерството за образование и наука. Невработените кои што успешно ќе ја завршат обуката се стекнуваат и со можност за вработување како даватели на социјални услуги кај селектирани здруженија на граѓани и приватни установи за вонсемејна социјална заштита на старите лица, согласно стручната обука со минимален износ на месечна бруто плата од 30.780 денари. Оваа мерка беше активна и минатата година, посочуваат надлежните.